Епидемијата во Гостивар се смирува, но надзорот продолжува. Иако бројот на нови пациенти постепено опаѓа, здравствените власти предупредуваат дека сега следува нов ризик – појава на секундарни инфекции, меѓу кои хепатита, хепатит Е и други цревни заболувања. Министерството за здравство прогласува постакутна фаза и го префрла фокусот на спречување на нов бран заболувања. Доматичните лекари, болниците и Центарот за јавно здравје веќе се испраќаат нови упатства за засилен надзор и навремено откривање на сомнителни случаи. Во консултација со Комисијата за заразни болести решивме да одредиме засилен здравствен надзор за постакутната фаза. Значи, еден алерт до матичните лекари, до здравствените институции во Гостивар, да сега фокусот го стават на следните предизвици. Пред се наследење на хепатит А и Е, меѓутоа и други заразни болести кои може да се јават на опашката на гостиварската епидемија. Во однос на најважното прашање, кога гостиварци ќе добијат исправна вода за пиење, надлежните велат дека само со 3 чисти резултати поред ќе добијат гаранција граѓаните во Гостивар повторно да можат безбедно да ја користат водата за пиење. Во основа експертите за хигиена ќе кажат дека вода за употреба е таа што може да се консумира, односно да се внесе во дигестивниот тракт, вклучувајќи и преку храна, значи миење на салати, нетермичка обработка на храна представува ризик. Се надвор од тоа може да се употребува за лична хигиена и за други цели. Паралелно, надлежните започнуваат и детална истрага за целиот тек на кризата во Гостивар. Ке се анализира секоја пријава за ентероколит од почетокот на јуни, за да се утврди кога точно започнала епидемијата, како се ширела и дали институциите реагирале на време. Според анализите, во последното деноноќие 109 пациенти се јавиле на преглед. Во последните 4 дена дневниот број на прегледи се движи меѓу 80 и 125 пациенти, но се уште не може со сигурност да се каже колку од нив се директна последица на епидемијата, а колку се вообичаени летни заболувања.